Dobar ден, драги ученици. Продолжуваме со онлайн наставата во нашата училница. Јас сум наставникот Горан Цветковски по предметот физичко и здравствено образование. Веќе се знае. Денеска за вас имаме нов час, нова вежба, лечење на јаш. Нашиот час го започнуваме со вежби за загревање на нашето тело, како што знаете. И секоја вежба ја изведуваме со повторување од 8 до 10, со одбројување. Починаме со вежби за загревање на нашата глава. Фаќаме сосед на половина и починаме с главата напред, назад, лево, десно, кружни движења на едната страна, на другата страна. Потидеме загревање на рамениот појас и кружиме со рамењата напред, па назад, горе, доле. Вежби за дланките, исто кружно напред, назад, горе, доле. И вежби за рацете. Со двете раце заедно правиме кружни движења напред. Со почеток со мали кругови, мали па поголеми, и со подигање на прсти на големи кругови. Истата вежба изведуваме и на нас. Потоа, сливање напред, сливање назад, изведување на ножички напред, назад, како што и покажавме на тој часови, како вежбавме. И малку со подинамични вежби со скокање. Со двете раце заедно нагоре, со нозете. И починаме со вежби за карличен абдоминален појас и за нозете загревање. Знаете, секоја вежба ја правиме од 8 до 10 повторувања. Се фаќаме с рацете за половина и правиме кружни движења на едната страна, потоа на другата страна, ги составаме нозете, справени во мирен став, со раците испружени над главата и без да ги цицкаме нашите колена, се наведнуваме напред, се ведуваме да го чапнеме подот или прстите. Потоа со расширен став, исто соизмерично, десна рака, лева нога, лева рака, десна нога. Може да држиме на едната нога, потоа на другата нога и вежби за нозете. Јане клекни, стани. Потоа колена. Фаќаме колената со двете раце и правиме кружни движења на лево, на десно, потоа исто расширени, натречни кругови, па надворечни кругови и вежби за стапалото. Се подпираме со прстите на подот и правиме кружни движења со едното стапало, потоа со другото стапало, па потоа се подигнуваме на прсти, па на пета и малку трчање во место со мал интензитет да се загрееме. И починаме со нашиот дел од час, главни. Тук имате примери со слики, како вежбаме со главата, нагоре, надоле, напред, назад, лево, десно, исто дланките, испружени, горе, доле, кружни движења, како го допираме подот, со ставени колена, наизмерично со лева рака, десна нога, десна рака, лева нога. И главниот дел од час, лечење на јаш. Последни реквизити, се разбира јаш. Ова вежба може да се изведе со најмалку 20 или повеќе учесници или ученици. Почеток застануваме еден наспроти друг, како што е на сликата. Го земаме јажето во рацете на одредено растојание во зависност од јажето колку што ни е долго. Со двете раце го фаќаме сврсто јажето за лечење, јажето на средината е обележано со лента, исто и на подот обележуваме каде што сме поставени. И почнуваме со надвлекување. Кој ќе биде успешен да го навлече противникот преку обележаната средина е победник. Тоа може да се изведе групно, како што на сликата, тука имаме со двајца надпреварувачи, како се надвлекуваат, кој ќе ја помине средината, кој е поуспешен. Исто тука се надвлекуваат, тука групно, тука каде што е обележано јажето на средината, кој ќе биде успешен да ги надвлече противникот преку средината е победникот, како што кажав. И на крајот имаме вежби за истегнување, ги истегнуваме рацете и дланките. Имате тука пример на сликите, едната дланка со истегнување, па другата, двете заедно, потоа имаме нозете исто, тој чекор напред, десната нога, потоа левата нога. Останете дома, следете на страницата на ученица, на Едуино. Довидување.